Честитките за стартот на новата учебна година и желбите за постигнување на одличен успех на сите ученици во општина Кочани, градоначалникот Никол Челиев денеска ги упати од подрачното училиште Никола Карев во селото Тракање, каде ја посети и ново формираната паралелка за ран детски развој. При тоа градоначалникот Илиев за медиумите ја даде следната изјава. Поводот е почетокот на учебната година. Овде во училиштето во Тракање, денеска го одбележуваме првиот ден на училиштето и овде има 9 првачиња, запишани се 9 дечиња. Секако дека конечните бројки не ги кажаа директорите, бидејќи имаше најави дека за запишување и на нови дечиња во последните неколку денови, за некои што закаснил, така да последните бројки ќе ги слушнеме денеска. Во главном бројката се движи на она што беше и ланската година, според статистиката, односно тенденцијата на намалувањето не е добро, не ни оди во прилог, меѓутоа не отстапува многу од она што беше и минатата година. Денеска сме овде и да означиме првиот ден, почетокот на учебната година на групата за ран детски развој, нешто што е ново и што секако очекуваме да даде нов импулс и нови резултати во развојот на дечињата. Во ова група, во Тракање, исто така има 9 дечиња. Ќе продолжиме натаму со разговори и договори со останатите родители од Тракање, се со цел да ја укажеме на предностите што ги нуди ова паралелка и развојот на дечињата кои ќе ја посетуваат ова паралелка. Ова е еден нов метод, нов модел на учење на децата од 3 до 6 години, што значи покрај редовното згрижување што го добиваат од детските градинки, овде ќе добијат и нешто друго, односно ќе се одржува и настава преку разни предмети и игри, се со цел децата уште од рана возраст да бидат воведени и во наставниот процес и да бидат учени на нивните секојдневни навики и потреби. На новинарско прашање дали го поддржува штрајкот на просветните работници и што мисли за висината на нивните плати, Илиев со одговор. Секако дека ние посакуваме, сакаме да се постигне согласност, да навистина оние што најмалку се виновни и да не ги трпат последиците, а тоа се учениците. Денеска, како што сум информиран од она што го знам, во сите училишта се примат првачињата и оние што се во 6-то одделение, додека другите не работат, што секако дека не е добро и остава лоша слика. Меѓутоа, јас, како што реков, немам ингеренции, ова одлука ја оставам да ја донесе синдикатот за образование заедно со надлежното министерство, односно владата. Овде не би сакал повеќе да кажам, сигурно дека, како што реков, ова не е добра ситуација и дека најдобро е да се седне на маса и да се разговара за разликите и за проблемите и секако да се изнајде соодветно решение од кое корист имат сите, а штета. За првиот училишен ден во основното училиште Малина Попиванова, директорот Благој Петров истакна. Еве денес првиот училишен ден, не е 1 септември, 2 септември, но сепак за нашите нови првачиња е прв учебен ден и се надевам дека ќе бидат наши успешни ученици. Моментално во текот, во ова време се врши програмата за децата, за приемот на првачињата и оваа година имаме запишано 66 првачиња, ќе бидат распоредени во 4 паралелки, во 4 наставнички и се си е во најдобар ред во смисла на приемот за децата, сега ќе бидат прозивани, поделени во нивните училници. Што се однесува до подготвеноста на училиштето, тој истакна дека таа е целосна и квалитетно завршена и од тој аспект наставата може да се одвива непречено.